Другарки и другари, денес на оваа височинка, во ова убаво туристичко каче на Преспа, пред ова импозантен споменик, стоиме пред величието на еден од поголемите настани од нашата понова историја, Преспанското советување на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија, која пред 30 години се одржа овде во пазувите на овие планини, а во услови на најголем разгор на славната народно-ослободителна војна и револуцијата. Преспанското советување дојде како опарска за извршување на поставените задачи од порано. За одржување на овој партиски договор не случајно беше избран теренот на Преспа. Самиот факт што на преспанската територија дејствуваа повеќе партиски организации и партизански одреди и што народот од Преспа еднодушно ја прифаќаше народно-ослободителната војна и безрезервно ја поддржуваше, помагаше и масовно учествуваше во неа, представуваше сигурна гаранција за успешна и непречена работа на Централниот комитет. Другарки и другари, драги гости, ја отворам свечената академија посветена на 30 годишнината од Преспанското советување на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија. Преспанското советување е значаен настан во историјата на нашата партија и народ. Воено-политичките одлуки донесени на советувањето имаа силен одраз во разгорот на народно-ослободителната борба и победоносниот од кон слободата, кон она што сме денес како народ, како општество. Затоа за нас, комунистите и граѓаните на Преспа, представува посебна чест и гордост што ова советување се одржа на ова подрачје. Другари и другарки, дозволете ми од името на Општинската конференција на СКМ, општествено-политичките организации, собранието на општината, како и од работните луѓе и граѓаните од Преспа, да ги поздравам учесниците на Преспанското советување на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија и секретарите на областните комитети на Комунистичката партија на Македонија во 1943 година. Членовите на председателството на СФРЈ, членовите на председателството на СКЈ, членовите на Советот на Федерацијата, членовите на Централниот комитет на СКМ, делегациите на собранието на СРМ, Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија,
извршени од Совет на Собранието на Сарама, Сојузот на синдикатите на Македонија, Сојузот на Сдруженијата на борците од Народно-ослободителната војна на Македонија, Сојузот на резервните воени старешини на Македонија, Сојузот на младината на Македонија, Сојузот на студентите на Македонија, Скопската воена област, општините на СР Македонија, а воедно ги поздравувам и представниците на Македонската академија на науките и уметностите, Универзитетот Кирил и Методи во Скопје, Институтот за национална историја во Скопје. Ги поздравувам и представниците на општествено-политичките организации и работните колективи од градот домаќин Ресен. Му давам збор на другарот Страхил Гигов, член на Советот на Федерацијата и учесник на Преспанското советување, кој ќе говори за значењето на настанот што го прославуваме. Другарки и другари, драги гости. Нашата најнова историја, историјата на народно-ослободителната борба и револуцијата, проткаена е со низа значајни настани и датуми. Еден од нив е и Преспанското партиско советување од 2 август 1943 година, кој представува посебен настан во историјата на нашата партија, на народно-ослободителната борба. Неговото значење може да се разгледува од повеќе аспекти и во колку времето повеќе одминува, историската вредност на овој настан станува се поголема и позначајна. Советувањето дојде као резултат на низа историски настани во нашата земја, како што се 11. октомври од 1941 година, формирањето на Комунистичката партија на Македонија и низиниот Централен комитет, формирањето на главниот штаб на Народно-ослободителната војска на Македонија и уште низа други значајни војни политички настани. Времето и местото на одржувањето, како и решенијата што беа донесени на оваа советување, беа од непроценливо значење за понатамошниот развиток на нашата револуција и народно-ослободителната борба. Неговото одржање во Југозападна Македонија, во Преспа, на тромеѓето помеѓу Југославија, Грција и Албанија, има свое посебно значење од географски стратешки аспект. Советувањето се одржи на територијата што за германските, италијанските и бугарските окупатори беше од посебен интерес, бидејќи тука се вкрстосуваја антихитлеровските движења на Југославија, Грција, Албанија. Тоа беше време непосредно пред капитулацијата на фашистичка Италија, кога така нареченото фашистичка оска започна брзо да попушта. Само месец дена подоцна, на 9 септември, под притисакот на антихитлеровата коалиција, потпишана беше безусловна капитулација на фашистичка Италија, на најголемиот сојузник на нацистичка Германија. Тоа уште повеќе значеше дека Втората светска војна ќе биде завршена со победа на антихитлеровата коалиција. Со тоа се создадоа уште поголеми услови за продолжување и развивање на нашата народно-ослободителна борба и револуцијата против фашистичките окупатори и неговите слуги.
На съветувањето беа донесени решенија од далекошезно значение за натамошниот развиток и водење на народно-ослободителната борба во Македонија. Меѓу другото беа донесени следните решенија. Прво, од постојните партизански одреди и групи и од новодојдените борци без одлагање да се пристапи кон формирање на поголеми воени формации, баталјони и бригади, односно да се пристапи кон формирање на Македонска народна ослободителна војска. Основна задача пред новоформираните воени единици беше водење на офанзивни операции и борби против окупаторот, ослободување на градови и села и создавање на слободна територија со крајна цел ослободување на целата наша земја. Создавањето на крупни воени формации значеше подигање на повисок степен на нашата народна ослободителна борба. Второ, во најскоро време да се конституира антифашистичкото собрание на Народното ослободување на Македонија као највисоко суверено представничко тело на новата народна демократска власт. Ова го налагаше степенот и брзиот развиток на народно-ослободителната власт во Македонија, како на ослободената, така и на неослободената територија. За таа цел беа преземени низа мерки на најдемократски начин да се организира широко народно собрание на кое би се конституирал АСНО. Конституирањето на АСНО на 2 август 1942 година значеше највисок облик на државно-правното уредување на Македонија, као и тоа дека по завршување на војната Македонија ќе биде равноправен член на Федеративната заедница на југословенските народи и народности. Трето, беше разгледана и состојбата на партиската организација, при што е констатирано дека таа е значајно подобрена, внатрешните судири и недоразбирања што беа предизвикани со смешањето на раководството и Централниот комитет на Бугарската работничка партија комунисти беа само минато, а насекаде низ Македонија беа формирани партиски организации. Потоа беше истакнато потребата од засилување на врстите меѓу селските и градските партиски организации, меѓу нив и повисоките партиски форуми се до Централниот комитет и зајакнување на врстите со органите на народната власт, а особено со партизанските единици, како едно од многу важните услови за координирање на акциите. Исто така беше и донесено решение за формирање на помали реонски комитети. Четврто, разгледувајќи ја положбата на младинската организација, СКОј, беше констатирано дека СКОј натаму треба да прави напори за прифаќање во своите редови на антифашистичко определени младинци, до толку повише што во редовите на нашата народна ослободителна војска мнозинството беше младина. Затоа беше решено по пат на конференција или конгрес да се формираат повисоки раководства на СКОј и антифашистичката младина. Ваквите решенија беа донесени и во однос на АФЖ, на Народната помош, посебно беше нагласено потребата од формирање на централно раководство на Народно-ослободителниот фронт на Македонија. На советувањето беше укажано и престојната брза капитулација на фашистичка Италија, као и на задачите на партијата и на Народното ослободително движење во врска со тоа. Беа создадени 3 жаришта на народно-ослободителната борба: Кичевско-Дебарско, Ѓевѓелиско-Вадарско и Кумановско-Козјачкото подручје. Германските, италијанските и бугарските окупатори беа изложени на се поголеми човечки и материјални загуби. Тоа ги принуди да преземат обсежни воено-административни мерки против Народно-ослободителното движење и Комунистичката партија као негов раководител. Окупаторот пристапи кон организирање на силни и широко војни операции, проследени со жесток терор и репресалии, во кои настрада голем дел од населението, спалени беа многу села и населби и убиени беа голем број жени, деца и старци.
по пат на масовна интернација, цели населби останаа без население. Меѓутоа залуд беше теророт на окупаторот, бидејќи тој се разбиваше од силниот отпор на нашиот народ и од херојската борба на нашите партизански единици и Народно-ослободителната војска. Непосредно по капитулацијата на фашистичка Италија, само во редовите на Кичевскиот, Дебарскиот и Охридскиот реон действуваа над 800 добро наоружени борци, организирани во бригади и одреди, во бригада, одреди и батальони. Во редовите на овие единици зедаа учество и политичките затвореници од Македонија, Косово и Метохија по нивното ослободување од фашистичките затвори во Албанија. Со тоа беа создадени сите условија за формирање на повисоки формации, односно за формирање на бригади. На 11 новември 1943 година во селото Сливово се формира првата македонско-косовска ударна бригада. Современиот општествени политички миг го карактеризира одлучната борба на Сојузот на комунистите за остварување на историските вредности на нашата социјалистичка револуција. Таа борба има до толку поголемо значење што доаѓа во време на револуционарната акција против деформациите и негативните појави и тенденции во општествено-економскиот развиток и идејно-политичкиот живот, кои посебно се огледуваат во пробивот на национализмот, шовинизмот, либерализмот, технократизмот и опортунизмот. Сите овие појави имаа за цел да го намалат значењето и да ја девалвираат нашата социјалистичка револуција. Това воедно значеше девалвирање и на кадарот и борците кои ја извојува таа револуција. Прогресивните и напредни сили, сваќајќи ја штетноста и опасноста од оваква антисоцијалистичка појава, поведаа одлучна борба против нив. Со 21-та седница на Сојузот на комунистите на Југославија, писмото на другарот Тито, извршниот биро, 36-та и 37-та седница на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија, беше направен решителен чекор во борбата против негативните општествени политички тенденции и застранувања во Савезот на комунистите. Прогресивните сили денес водат отворена борба за линијата на Сојузот на комунистите и за воспоставување на непосредна власт на работничката класа. Тоа е жестока класна борба која ја води Сојузот на комунистите за обезбедување на доминантни позиции на работничката класа во самоуправното општество. Идејните определби за оваа стратешка цел на нашиот револуционарен развиток се содржани во платформата на 10-тиот конгрес, за 10-тиот конгрес на Сојузот на комунистите на Југославија и 6-тиот конгрес на Сојузот на комунистите на Македонија, као и во поставките на новите устави, сојузниот и републичните устави. Се ова
сега што го работиме и за што се залага Сојузот на комунистите има за цел да се сочуваат и продоболчат револуционарните предобивки на нашата револуција. Затоа акцијата на Сојузот на комунистите мора да биде перманентна и таа треба да ги одразува револуционарните цели и идеали на луѓето кои во револуцијата ги дадоа и своите животи. Во тие своји настојувања, Савезот на комунистите во лицето на секој прогресивен граѓанин треба да најде доследен борец за неговата линија за целосно остварување на самоуправниот социјализам. Затоа борбата во новите условија, оваа наша голема историска битка за поголема афирмација на самоуправниот социјализам, на тој најреволуционарен феномен во времето во кое денес живееме, представува првенствена задача на работничката класа и работните луѓе, а особено на комунистите, бидејќи борбата за самоуправување водена значи и борба за единство на нашиот народ и народности, за единство на волјата и акцијата. Сојузот на комунистите као идејна и насочувачка сила на општествените движења, потпирајќи се врз огромните резултати што се постигнати во сите области на општествениот и политичкиот живот, постојано треба да се оспособува као единствена идеолошка политичка сила и авангарда на работничката класа, која ќе го насочува на тамошниот ход на социјалистичката револуција. Задачите што стојат пред Савезот на комунистите императивно наложуваат потреба од јакнење на идејното и акционото единство и ефикасноста на неговата идеолошка политичка акција. Единството не е дадено за секогаш, тоа мора постојано да се кова низ секојдневниот живот и акции и во решавање на секојдневните проблеми, задачи и спротивности. Само на тој начин низ акциите можеме да се создава единството и само преку акција, а не вербално, може да се провери кој се бори за линијата на Сојузот на комунистите за самоуправување и Титовата политика. Енергично мораме да се избориме револуционарната идеологија на самоуправниот социјализам да стане уверување, начин на мислење и свесна акција. Савезот на комунистите треба да се избори за пробив на марксизмот во животот и свеста на масите и това на оној жив, динамичен и хумен марксизам, на марксизам како што ние во Југославија сме го сваќале и како денес го сваќаат најпрогресивните творчески сили во светот, а не на оној догматски или анархо-либералистички псевдо-марксизам. Другари и другарки, славејќи го овој настан од нашата народно-ослободителна борба и револуцијата, ние комунисти сме свесни за тешкотиите и одговорните задачи што стојат пред нас и целото наше општество. Свесни сме дека тие задачи не ќе бидат така лесно совладани. Тоа е подолг процес, но исто така сме длабоко уверени дека ќе најдеме сили да ги пребодиме сите тешкоти. Тоа ќе го постигнеме само ако доследно стоиме на позициите на Сојузот на комунистите на Југославија и Сојузот на комунистите на Македонија, онака како што тоа го правевме во минатото. И ако со својата политика и практика ги создадеме сите условија работничката класа и работните луѓе да се изразуваат као решавачки фактор на нашиот натамошен развиток. Единствено само така можеме и во идниот период да останеме авангарда, идејно политичка сила и на делодалја осведочиме револуционарната улога на нашиот сојуз на комунистите и да останеме доследни на неговата револуционарна историја во која преспанското советување на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија има мощно значајно место. Хвала ви.